Се враќаме назад во студиото и прва тема која што ја третираме денес во студио 1 е зоолошката градина и новото раководство. Зоолошката градина е место кое што е омилено за помладите генерации, каде што претежно за викенд или своите деца родителите ги носат баш во оваа установа каде што има најразлични животни. Меѓутоа ќе разговараме со новиот директор, господинот Ѓорги Галетановски Чомбе. Добро дојдовте во студио 1. Мило ми е што ме поканивте, чест ми е што сум гостин кај вас во емисијата. Ви благодарам. Веќе една недела сте на чело на ова установа. Да. Како ја затекнавте? Во смисла на буџетски средства, долгови со кои што ќе треба да унапредувате ова место? Да, скоро недела денес како што сум назначен на оваа функција, во смисол на буџетот ја затекнавме во добра ситуација. Организацијски исто така во делот на стручниот кадар е добра. Треба да се работи, има многу работа, сепак сум нов и тек сега почињаме да работиме на сите проекти, ќе видиме за понатака. Има ли доволно кадар внатре во зоолошка? Па зоолошката има стручен кадар, и тоа добар стручен кадар, има работат професионалци кои се подолго на нивните работни места, се грижат, се гледа дека животните, они се грижат за животните и од тој аспект можам да кажам дека е добра. Господине Галетановски, кога ве назначија за директор на зоолошката градина, дел од критиките беа насочени токму кон вас. Зошто вие сте тој компетентниот кој што треба да ја води оваа установа? Па видете, мене ме назначија и јас сум дојден на таа позиција за да го подобрам работењето и менаџирањето на таа установа. Знаете, како што кажав, стручниот кадар е добар. Меѓутоа, има големи пропусти во хигиената, во таа установа, во целокупната организација, во носење на инвестиции, во маркетингот, во анимација за помладите. И мислам дека ќе успеам. И сепак е установа која е посетена од околу 10.000 луѓе неделно. И пред се мора да се работи прво на хигиената, а потоа, знаете, вие како родител или сите родители што ги носат децата, не е само да го донесе детето да прошета саат време, да ги види животните и да си оди. У другиве метрополи сегде кај што идеме, можеме да видиме дека зоолошките градини се место каде што едно семејство може да го помине буквално цел ден, а тука малце како да подзаборавиле дали градските власти или било кој на некои сегменти, они ја одржавале и се подпреле на тој стручен кадар само. Не ја менаџирале, не се потрудиле. Знаете, имало и несовесни граѓани што пример ја ги хранат животните со нискокалорични храни, високо, не знам. Не, во поглед на тоа ќе разговараме малку подоцна, меѓутоа дали веќе го имате вашиот тим, оформивте ли тим со кој што ќе работите, односно дали веќе се прават проекции за унапредување на инфраструктурно подобрување? Да, значи како што кажав, кадарот стручен ќе си остане изнатре. Во моментов оформуваме тим, стручен тим што ќе работи на новите проекти на зоолошката, како што се реновирање на постоечките живеалишта. И најбитно хигиената на животните во живеалиштата на животните. Има еден стар дел, тоа е стариот зверовник, тоа биле порано многу убави живеалишта. Сакаме да ги реновираме комплетно тие живеалишта и таму да се донесат исто нови животни. И нормално формираме PR тим добар, бидејќи имаме големи планови за инвестицијски планови, што ќе го подобрат целокупниот организационен менеджмент. Вие најавивте Европска зоолошка градина. Дали токму овие инвестиции кои што се очекуваат внатре, тие доаѓаат во соработка со зоолошките градини од Европа, од регионот, или се работи за индивидуален бизнисмен, би рекол, кој што би вложил внатре? Гледайте, зоолошката градина е отворена за донации, знаете тоа, од секогаш било така, меѓутоа ние планираме да инвестираме повеќе и во забавниот дел.
Следи голем проект што не би сакал сега да ви го кажам во моментов, бидејќи се уште го договараме. Меѓутоа вие ќе видите прва телевизија и медиска куќа кај што ќе го представиме. Тој би го представиле за околу 2 недели, во завршна фаза е да го договориме и тоа ќе биде голем потек ќе биде. Се работи за дел кој што ќе биде наменет за помладите или за секоја генерација? За помладите. Тоа ќе ви откриам. Колку животни има во зоолошката? Една така заокружена бројка за јавноста да знае. И што следно се очекува во зоолошката? Знам дека ќе се враќаат некои видови животни кои што веќе подолго време ги нема овде. Да. И овде би се надоврзал со тоа дали воопшто може да се прават живеалишта кои што потоа би донели некои поегзотични животни кои што ете ги има во европските и светските зоолошки градини, но не во Скопје. Па видете, значи зоолошката број околу 300 видови на животни. Од нив се различни, нели, цицачи и такви други птици. Во тек е, значи завршна фаза е живеалиштето за новите слонови кои ќе пристигнат кон крајот на август. Значи живеалиштето е направено по сите светски стандарди и е стварно многу убаво. Значи слоновите стигаат крај на август. Колку слонови се носат? 2 слоници се фактички, тоа се извинувам. Исто така живеалиштето за шимпанзата е исто голема атракција, ќе виде, тоа е совршено направено, во крајна фаза сега го довршуваме. Значи 2 шимпанза големи стигаат на почетокот на септември и во преговори сме за околу 10 вида животни, меѓу кои екзотични. Во текот кон крајот на септември веќе да бидат пристигнати, да се вратат, пример зебрите ги нема, треба да се донесат камили, треба од птициве фламенга да се донесат, преговараме и за тоа. И кај доаѓаат сите овие животни? Па од различни земји, пример слоновите се доаѓаат од Белгија, шимпанзата доаѓаат од Холандија. Исто имаме соработка со сите зоолошки во Европа и знаете тоа се системи на размена повеќе. Така, дали има можност зоолошката, ако веќе се носат нови животни, зоолошката има уште неколку околу неа, има уште некој голем простор кој што би можел да се прошири или тоа не ви е во плановите? Не, за тоа ви го кажав, тоа е старите живеалишта кои не се користат, тие ги викаат старите зверовници, кои може да се направат и ние инсистираме да се реконструираат и таму да донесеме поголеми видови на животни. Ќе биде многу убаво. Кога се работи за она набавка на исхраната на животните, бидејќи потребен е обемно количество на храна е потребна. Знам дека во минатото имаше неколку бизнисмени кои што буквално може да бидат спонзори на одредени животни. Да. Како иде таа набавка и како иде постапката за ако некој утре сака може да биде спонзор на едно животно? Да. Па видете, набавката ја вршиме магационерите и секторот за јавни набавки. Од тој аспект, пример, да, може некој да донира храна, но подобро би било ако би донирал, пример, во изградба на новите живеалишта, бидејќи храната е однапред планирана, имаме голема кујна, работат, значи оброците им се спремаат строго во грамажи, се внимава многу на квалитетот на храната, протеинската исхрана и затоа што животните во главно јадат по квалитет, исто како нас може и по квалитетно се хранат и многу запазуваме на тоа. Затоа и се бориме и сакаме да почнеме сега ние во план кампања каде што ќе придонесеме кај свеста на граѓаните што доаѓаат и им фрлаат било што они мислат дека ги ранат, ама поише наштетуваат на тоа. Ако добро се сеќавам, морскиот лав беше последното животно кај кое што по обдукцијата пронајдоа пластика, пронајдоа камења, токму кои што се фрла од народот кој што ја посетува зоолошката градина. Тогаш какви кампањи
Значи, верувајте, човек може да се згрози од нечија таква непристојност би рекле, и за тоа ни е најбитно, и тоа е вистина, да. Вистина на обдукцијата во минатото, и јас сум слушнал дека покажало така, или има предмети што ги наоѓаме, пример, цела паштета од кога сум во установата, што сум видел, некој дошол, фрлил цела паштета, фрлаат камења, затоа наша мора ние да работиме сега првично на обезбедувањето и на кампањата за баш заради тие несакани моменти. А токму некој вид на редари кои што би биле постојано низ граѓаните, тоа не мора да значи дека тие се ќе одат помеѓу луѓето па ќе им досадуваат, него да има еден наблюдувачки систем, бидејќи треба да се... Значи, првично, баш во вчерашниот ден дојде екипа за мониторингот комплетно да се реновира. Во Золошката постоел мониторинг систем добар, меѓутоа со тек на време, дали намерно, дали ненамерно, јас го затекнав дека не функционира. Првото што вчера го направи, викнавме да се реновира цел систем и да се контролира 24 часа мониторингот. Второ, сега ќе биде обезбедување на, баш како што кажавте, луѓе, што ќе бидат присутни на тие ризични места и што ќе водат цело време, што ќе се грижат баш за тоа. Разговаравте ли веќе со некои од оние здруженија и организации од типот на Анима Мунди или Здруженијето за заштита на животни, кои што веројатно ќе ви биде потребна нивната помош? Да, значи ќе ми биде потребна нивната помош и нивните идеи, нивното искуство со животните, и планирам од почетокот на наредната недела да ги повикам да ми бидат гости, едно кафе да испиеме и да ми дадат совети и корисни идеи како да продолжам, што мислам дека ќе ми треба. Господине Галетановски, доколку имате уште идеи, проевропски идеи, веројатно таквите здруженија ќе ви се најдат, ќе ви помогнат внатре за да ги остварите вашите цели, да ја донесете зоолошката, иако веќе изминативе години, за разлика од тоа каква беше пред 10 години, зоолошката подобрени се условите, меѓутоа ќе биде потребно уште многу работа. Многу. Овде ќе ви се заблагодарам за вашето гостување. Ова е практика на Студио 1, политички трилер Времето на Перонов. Ви благодарам, баш ќе прочитам. И во следното ваше гостување можеме да се надевам дека ќе зборуваме за некои подобри работи, да, и остварени проекти внатре. Да, ќе ви известам. Благодарам. Ние почитувани